По повод меѓународниот ден на лицата со попреченост, представници од општина Кочани ги посетија децата од специјалната паралелка во основното училиште Малина Попиванова, каде присуствуваа и децата згрижени во дневниот центар за деца со попреченост. Присутни на свеченоста, освен представниците од општината, беа и директорите на основните училишта, како и одговорните на Центарот за социјални работи во Кочани. Децата со посебни потреби пак изработија украси и честитки за нова година и со пораки кои им ги дадоа на присутните, им ја честитаа новата година и им посакаа исполнување на желбите. Освен пораките, децата со посебни потреби изработија и цртежи кои беа изложени на паноа во училиштето. Целта на одбележување на денот на лицата со попреченост е да се слушне нивниот глас, не само на 3 декември, туку и во сите други денови од годината. Потребите, барањата, можностите за секое дете се еднакви, а срцата и душите на децата со посебни потреби се почести, беше речено на свеченоста. Организиравме настан или работилница во нашето училиште кој се одржува со цел, значи да знаат, да ги видат сите останати дека и тие деца се со нас и треба да бидат со нас и ние сме за да и помогнеме. Ние сме само еден дел или една мала помош и треба сите понатаму вклучени во општеството, значи да и помагаат на тие деца. Ние како училиште се грижиме, значи максимално да пружиме, да и дадеме потпора за да се вклучат во општеството како полноправни членови на самото општество, нели како што кажав, исто во училиштето. Нашиот стручен тим и нашите наставнички со нив упорно работат за да децата се стекнат со навики во училиштето како и за поднатамошниот живот. Центарот за социјални работи Кочани во сработка со Министерството за труд и социјална политика во континуитет водат грижа за лицата со попреченост. Трет месец во Кочани во функција е дневниот центар за сместување на деца со атипичен развој и веќе ги дава очекуваните резултати, велат од центарот. Во него веќе се сместени 5 лица со кои што работи стручен кадар, во кои лицата се сместуваат во текот на 8 часа, во текот на денот, престојуваат во нашиот дневен центар. Преку програмите за индивидуална и групна работа, се работи на развојот на овие лица, веќе се надзираат позитивни ефекти од ова 3-месечно работење со овие лица, но најважно од се е социализацијата која што се постигнува на овој начин и инклузивноста на овие лица во општеството, затоа што ние како институција, како министерство се трудиме да градиме општество во кое што инклузивноста и социализацијата на овие лица ќе добие на значење и на димензија. Затоа, бидејќи прва година како функционира дневниот центар, се договоривме оваа година во соработка со Основното училиште Малина Попиванова и со општината заеднички да го одбележиме овој ден и да го поттикнемо на мрежно поврзување на институциите, бидејќи ние како институции од различни министерства сепак имаме еден заеднички проблем, а тоа е развојот на овие лица со попреченост. Од Основното училиште Малина Попиванова се заблагодарија на сите кои учествуваат во давањето поддршка на лицата со посебни потреби. На општина Кочани, на Центарот за социјални работи, како и на медиумите, им доделија благодарници за долгогодишната соработка, помош и поддршка на сите активности организирани од страна на училиштето. По повод празникот, општина Кочани обезбеди соодветна поддршка како на членовите на Сдруженијето, така и на учениците од Малина Попиванова. Според нацрт буџетот за 2019 година, општина Кочани ги зголемува средствата за програмата за остварување на социјална заштита за близу 50%, од кои се планирани средства и за поддршка на лицата со попреченост.